Савле, Савле, зошто ме прогонуваш? Не го осудил, него го повикува на преиспитување. Треба појасно да разбереме што се е вклучено во големата борба во која и ние учествуваме. Мораме поцелосно да ја согледаме важноста на вистините од Божјата реч и опасноста што ни се заканува доколку му дозволиме на големиот измамник да не одврати од нив. Да не одврати од патот по кој што Бог не повикува. Затоа неизмерната вредност на жртвата која била потребна за нашето откупување го открива фактот дека гревот е ужасно зло. Толку ужасно зло да Бог се трудел на секој може начин на луѓето да им ја долови таа слика на одвратност која постои во неговиот ум. Се чудиме на толку реки крв, на толку жртви кои што биле принесени. Али, ако размислите на сето тоа што го гледаме сега со наши очи од оваа перспектива и во 21. век, а што е со вредноста на Христовата жртва? Што ќе кажеме за неа? Па сите животи да се заколот на оваа планета Земја не вредат колку вреди животот на Господа Исуса Христа. Скапоценото јагне, кое од почетокот дадено на човештвото. Колку вредиме ние? Колку самиот Исус. Колку сме му драги на Бога? Колку што му е драг и неговиот син. Толку сме му и ние драги на Бога. И толку не љуби, не очекува и не сака. И не вика да се вратиме кај него.